Тони Тоневски работел матно, изјави пред неколку дена актуелниот градоначалник на Пробиштип Драган Анастасовски на сметка на својот претходник. На оваа констатација денес остро и недвосмислено реагираше Тоневски. Градоначалнику Анастасов, зарем мислите дека и после помината 1/3 од вашиот мандат ќе можете вашата неспособност да ја прикривате со лажни обвинувања кон претходното раководство? Зарем мислите дека вашата безидејност и немање на капацитет да ја извршувате функцијата градоначалник ќе ја прикриете со тоа што бесрамно ќе ги лажете своите сограѓани? Според Тоневски, вистината е поинаква. Постојано обвинувате за лоша финансиска состојба на општина Пробиштип. А еве ја реалната состојба на 31.10.2017 година, денот по изборите. Општината има фактурирани долгови од 64 милиони, нефактурирани од 17 милиони денари. Има 4 милиони денари по зајмица од Министерство за финансии со рок на доспевање во 2018 и 2019 година. Меѓутоа, општината исто така има и побарување од 20 на милиони денари. Поради ова, Тоневски подсетува, но и прашува. Јас и мојот тим успеавме да ја направиме нашата општина Пробиштип лидер во регионот. Општина со најголем број на реализирани проекти. Општина со најмногу донации, домашни и странски, со кои вие денес се фалите. До кога ќе ги лажете граѓаните за наводни долгови? Што направивте вие за да ги изголемите приходите на општината? Кога ќе почнете да ги реализирате проектите што им ги ветивте на граѓаните? Сакам да ве прашам, до кога ќе чекате на милостина од владата? Да не се лажеме. Да не беа проектите започнати пред изборите, сега ќе немаше ама баш никаква активност. На крај, во однос на наводното незаконско работење, бившиот градоначалник порачува. А за незаконското работење, на мене, како претходен градоначалник, не водете толку грижа. Институциите тоа го проверуваат. Исто како што ќе ги проверуваат и сомнителните тендери, извршени услуги, пред да се распише тендер, како и сомнително склучените анекси и договори во ваше време. Директно оштетување на општинскиот буџет со незаконско работење на фирми блиски до вас, за кои во иднина ќе информираме јавноста, но и надлежните институции. Ова меѓусебно обвинување за успешноста и законитоста во работењето помеѓу градоначалниците Тоневски и Анастасовски не е прво, но за разлика од досегашните, ова е најдиректно и најжестоко. Кој ја зборува вистината, а кој манипулира? Засега јасен заклучок нема, зашто Анастасовски тврди дека аргументи има. Но од друга страна, против Тоневски, конкретни кривични пријави исто така нема.